Штипскиот совет ја одржа последната седница во овој состав. Токму ова беше причина градоначалникот Захариев да ја сумира заедничката соработка меѓу него и советот за изминатите 4 години. Донесовте многу корисни одлуки за нашиот град, направивме над 400 проекти. Мислам дека како совет влегувате во историјата како одличен совет, успешен совет затоа што испишавме историјата на нашиот модерен и нов Штип. Сите донесени одлуки од советот се максимално испочитувани, нито една одлука не е успорена од моја страна, не е неподпишана, сите се објавени во службен гласник. За време на мандатот Захариев не извадил ниту еден нов кредит, обврските на општината се подмирени, што значи дека тој зад себе остава чиста сметка и пари за нова обиколница. Моментално на сметката на општина Штип ние имаме некаде околу 600.000 евра, пари кои стојат за следни проекти кои се истендерирани, кои ќе се завршат. Мислам дека круна сето ова наше работење ќе биде обиколницата која ќе се направи до 1 август 2017 година и евентуално следниот состав на советот ќе донесе ново решение, бидејќи почнуваме да правиме проект за продолжување на обиколницата до Бањата Кежевица. Финански средства се обезбедиле ова година, имаме пари. Така да мислам дека до нова година може да ни се случи да до Кежевица имаме комплетна обиколница. Седницата почна со обраќање на градоначалникот Захариев, но продолжи во вообичаен тон со расправа меѓу советниците. Овој пат најмногу се дискутираше за новиот предлог за платен паркинг во Штип. Улица Сутјевска, паркингот што е кај градскиот пазар и улицата која што е позади градскиот пазар како за обиколница. Дојде до потреба да односно до реакција на вработените од јавното предпријатие ИСАР, кои што они веќе не вршат односно продажба на тезги на овој дел. И тие исто побараат да можеме да го регулираме со времено паркирање. Ја не гледам тука како го решавам ние просторот, паркинг просторот. Мислам дека ова е само уште една давачка на народот. Тие истите луѓе пак ќе се паркираат, колите пак ќе бидат таму. Ние ништо нема да постигнеме со тоа што ќе уведеме на плаќање на паркинг, поготово на тие улици што ги наведете вие. Сепак на крајот одлуката за плаќање на паркингот на предвидените локации мнозинството на советници ја прифати. Меѓу другото, денес пред советниците беа повеќе измени и дополнувања за урбанистички документации, како и годишните сметки на образовните установи.